Добра вечер. Го следите централниот дневник на Еден ТВ. Еве што ќе гледате во него. Руската амбасада не одговара на провокатори. По втор пат реагираше милитантот Родионов на прилог на Еден ТВ. Светот одбележува 100 години од крајот на Првата светска војна. На изден загинаа и последните жртви од конфликтот во 2001-та. На овие теми во централниот дневник разговараме со Стојанче Ангелов. Шампионите Вардар и Барселона си ги мерат силите од ракометниот спектакл во Скопје, известува Сладјан Ивковиќ. Како што најавивме во денешниот дневник, имаме и гостин во студиото, но малку подолу во дневникот. Централниот дневник го отвараме со ракометниот спектакл. Македонскиот шампион Вардар на домашен терен загуби од Барселона во дербито на 7-то коло од Лигата на шампионите. Колегата Сладјан Ивковиќ ги има деталите. Во преполниот спортски центар Јане Сандански, во пеколната атмосфера која приредија љубителите на ракометот, сепак Вардар не успеа да врати со победа на домашен терен и загуби од големата Барселона во дербито на 7-то коло од Лигата на шампионите со 30-26. Победата на гостинот практично можеше да се почувствува уште од самиот старт, кога само по 7 минути игра поведоа со 5-1. Иако Вардар во продолжение наметна својот темпо и успеа резултатски да се доближи на -1 до 15-та минута 6-7, сепак во продолжение со катастрофална игра во нападот и голема дупка во одбраната дозволи гостинот да поведе со 6 разлика на 3 минути до паузата 13-7. Иако со два брзи голови, Вардар сепак на паузата замина со негатива од 4 разлика 9-13. Во вториот дел Барселона проложи со исто темпо, победнички да го контролира резултатот постојано и не дозволувајќи му на Вардар во ниту еден момент да ја загрози резултатската предност на Барселона. Веќе во 45-та минута Барселона поведе со највисоки 7 разлика, а до крајот победнички го контролираше резултатот и не дозволи да ја испушти предноста која уште од самиот старт ја создаде. Барселона останува лидер по оваа пресметка на првата позиција. Практично ова беше и битка за првата позиција во групата, а Вардар со втор пораз по овој надпревар се симна на 4-та позиција, исто како и Kielce и Rhein-Neckar со по 10 бода. Барселона останува на врвот со 12. Во листата на стрелците најефикасен на оваа пресметка беше Дибиров со 6 погодоци, еден помалку постигна Кристопанс. Во редовите на Барселона до победата ги предводеше Дика Мем со дури 8 погодоци. Предлагам во овој момент и да ги слушнеме и јавите веднаш по надпреварот од тренерот Роберто Парондо заедно со капитенот Стојанче Стојлов. First of all, I am very happy with my team because this is дека е многу среќен поради оваа победа. Направија добра разлика веќе после првото полувреме, во второто полувреме само се трудеа да ја задржат разликата и да ја зголемат. Знаат дека ова не е истото лице на екипата на Вардар и дека веќе следниот викенд имаат големи проблеми да ја добијат и да го добијат следниот надпревар. Can I agree with my coach? Thank you. Голманот се служува со изјавата на неговиот тренер и рече дека играле многу сконцентрирано, многу фокусирано во текот на целиот надпревар и одржувале разликата во стекнаа на почеток. Исто така очекува дека на надпреварот во Палау во Барселона ќе биде исто така тежок надпревар и дека со исто темпо мора да го одиграат и следниот надпревар. Okay, good night to everybody. Благодарам. Тренерот Парондо изјави дека прво најпрво се заблагодари и им честиташе на гостинската екипа. Смета дека пораз одлежи во проблемот со техничките грешки и премногу лесни голови кои се промашија од наша страна. Играчите се боре, им честите на тоа, меѓутоа за да се добие Барселона мора да се игра перфектно и тие грешки се сведат на минимум. Стојанче повеќе. Барселона со оваа победа се искачи и ја завери лидерската позиција во групата со 12 бода, 2 бода повеќе сега од Вардар кој падна на 4-та позиција со 10 бода, колку што имаат и Kielce и Rhein-Neckar пред него. Време нели за реванш или време за одмазда, Вардар ќе има веќе следниот викенд на гостувањето кај Барселона во 8-то коло од Лигата на шампионите.
Тоа беше извештајот на колегата Ивковиќ, а сега од спортот преминуваме на наша тема. Рускиот милитант за чии активности претходно објавуваше еден ТВ, повторно реагираше на наш прилог. Ја споменуваат руската амбасада во земјава и вела дека таа не одговара на провокатори. Деталите од колегата која обелодени веста, Христијан Баневски. Уште една реакција пристигна од Андреј Родионов, рускиот милитант за чии активности во Македонија нашата редакција објави серија прилози. Со слична реторика, овој пат Сдруженијето Русов, кој го води токму Родионов, одговори на нашиот прилог преку кој известивме дека службите ги следат милитантите. Овие кловнови дури прашувале за нашето движење во руската амбасада во Скопје и македонските безбедносни служби. Секако руската амбасада не одговара на вакви провокатори, а безбедносните служби очигледно им дале само формален одговор дека се е под контрола, бидејќи нашето движење е легално. Господ е секогаш на страната на вистината и правдата, затоа ни помага во нашето бравично дело за обединување на сите словени во еден руско-словенски свет. Реагираше Сдруженијето за руско-словенско обединување и возродување, но одговор од руската амбасада ниту по 2 недели не добивме. Македонската полиција, иако не можеше да открие детали за конкретното лице, ни потврди дека ги следи активностите на такви милитантни, радикални или екстремистички групи. За военото минато на Родионов светочат фотографиите кои сам ги објавува на социјалните мрежи. Од таму и дознаваме дека 2 години се борел во војниот конфликт во Донбас под бајракот на Обединетите сили на Новорусија. Очигледно дека гордо ги истакнува символите од словенската митологија кои ги користат и проруските сепаратисти. За време на неговите турнеи низ Балканот тој престојувал и во Македонија, каде бил на средби со неколку лица, повеќе или помалку познати за јавноста. Во земјава дури потпишал меморандум за соработка со Сдруженијето Македонија и Русија. Ниту едно од лицата кои ги контактиравме не одговори за да ги прокоментира објавите на Родионов во кои тој самиот пишува дека заговара и работи на остварување на единство на словенските народи под руско крило. Со служба за сеќавање на борците денеска на британските воени гробишта во Скопје, но и во Битола се одбележува еден век од крајот на Првата светска војна. Армијата и представници на собранието исто така учествуваа во активностите за одбележување на примирието. Францускиот и германскиот амбасадор во земјава од Битола изјавија дека сеќавањата на војната треба да ни бидат опомена за да го чуваме мирот, кој Европа го гледа во обединувањето. Председателот на државата пак Ѓорѓе Иванов отпатува во Франција на покана на Макрон за да присуствува на церемонијата во Елисејската палата. Што се случува во светот по повод крајот на првата голема разорна војна, гледаме од прилогот на Ивана Салтировска. Францускиот председател Макрон на церемонијата за одбележување на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна ги повика светските лидери да го отфрлат национализмот. На гробот на незнаниот јунак пред шефови на држави и влади од 70 на земји учеснички во конфликтот, меѓу кои американскиот и рускиот председател повика да се борат за мир и го опиша патриотизмот како целосно спротивен на национализмот. Новите идеологии манипулираат со религиите, додека историјата се заканува да го повтори својот трагичен тек. Да градиме надеж, наместо да ги користиме сопствените стравови едни против други. Уништувањето на оваа надеж со фасцинација за изолација, насилство или доминација било грешка за која што идните генерации со право ќе не сметаат за виновни. Службата заврши со звукот на трубата, што на 11-тиот час од 11-тиот ден на 11-тиот месец пред точно 100 години го означи примирието на Западниот фронт. Трамп не ја засени церемонијата, но го привлече вниманието на камерите. Прво го откаже присуството на гробиштата поради лошото време. Потоа по триумфалната порта, наместо заедно со сите светски лидери, дојде сам со својот автомобил и обезбедување, а пред поворката на Шанзелизе му истрча активистка на Фемен со голи гради на кои пишуваше лажен миротворец. И на крај со задоцнување пристигна на свечениот ручек во председателската палата. Камерите не ја пропуштија и последната од серијата битки во ракување, во која Макрон повторно успеа да го победи Трамп, дозволувајќи му прв да почне да се повлекува, а потоа го стисна млскавично и го пушти ноншалантно гледајќи во камерите. 100 годишнината од крајот на Првата светска војна беше одбележан из целиот свет. Британија, која не сака да биде дел од свеченост со која доминира Франција, организираше своја во Уајтхол во Лондон, каде што заедно со кралското семејство и државниот врв венец положи и германскиот председател Штајнмајер. Во Австралија церемонијата се одржа во Националниот меморијал на војната во Камбера, а во Аделаид авион фрли илјадници црвени булки од хартија како символ на пролеаната крв. Во Нов Зеланд победата беше одбележана со почесна стрелба во Велингтон. Мораме да учиме од минатото за да пловиме подобро низ променливите струи на нашето време, заради нашите деца и новите генерации.
Австралија и Нов Зеланд претрпеа огромни загуби во битката кај Галиполе во Турција во 1915-та. Во Индија, која прати 1,3 милиони војници во заедничката војна, шкотски гајди свиреа на војните гробишта во Делхи, а премиерот Моди порача дека иако неговата земја не била директно вмешана, индиски војници се бореле низ цел свет за мир. Во Првата светска војна загинаа 9,7 милиони војници и 10 милиони цивили. Како што претходно најавивме, со мене во студиото е Стојанче Ангелов, или познат во јавноста како генерал Стојанче, токму поради искуството во воените конфликти и во темата војна воопшто. Јас не сум познат како генерал Стојанче. Во 2002 година бев унапреден вонредно во чин полициски генерал-мајор, со тоа што сега сум бивш, бидејќи не работам како генерал Стојанче. Го слушнавме, го погледнавме прилогот за крајот на Првата светска војна. Дали се уште се чувствуваат последиците од светските војни и дали е лесно светот да се справи? Колку е потребно за да се, повторно да кажам, да се дигнеме на нозе после една таква разорна војна? Долго време помина и од крајот на Првата светска војна, 100 години, и од крајот на Втората светска војна, но верувам дека човештвото ја научи лекцијата и се надевам и верувам дека нема да има Трета светска војна, бидејќи таа најверојатно ќе биде и последна за човештвото, бидејќи светот настанал без луѓето и ќе заврши без луѓето. Велите нема да биде последна, а велите дека се надевате дека ќе биде последна. Во светот има многу отворени жаришта. Дали би можеле тие да бидат предвесник на голема војна или сепак мислите дека ќе останат локализирани? Па поголем дел од тие жаришта ги менаџираат големите сили и безмалку и сите жаришта настануваат со одреден повод, причина, така што тие се добро менаџирани и не верувам дека големите сили ќе дозволат било кое жариште да излезе од контрола во обем да предизвика нова светска војна. Вие изутринава објавивте и дека на денешен ден се последните жртви од војниот конфликт во 2001 година. Токму така. Во заседа во близина на селото Требош, колона од единицата за брзи интервенции Лавови се упати да го обезбеди местото каде што се очекуваше да има масовна гробници, да се најдат телата на некои од исчезнатите и убиени македонци кои што беа киднапирани во тој период. Движејќи се кон местото каде што беше масовната гробница, групата од единицата за брзи интервенции Лавови налета на непријателска заседа, при што тројца припадници на Лавовите беа убиени и тие се воедно последните жртви во војниот конфликт 2001 година. Нека им е вечна славата, нивната жртва не беше залудна, тоа се луѓе кои што загинаа за државата, но ние мораме да гледаме во иднината, мораме да се движиме напред. Конфликтот е веќе 17 години зад нас. Ние никогаш не треба ниту нив, ниту конфликтот. Успеа ли оваа држава да направи гаранција дека нема да ни се повторат конфликти, односно гаранција дека ќе успееме да си го сочуваме мирот? Во одредена мера да, во одредена мера не. Сметам дека договорот со Грција е последниот чекор на гаранцијата кон мир, бидејќи ги отвора вратите на НАТО. Со влегувањето во НАТО, сите оние аспирации за големи држави ќе стивнат, бидејќи НАТО, меѓу другото, ќе ја гарантира и неповредливоста на македонската граница. Така што одредена група на екстремисти кои што се уште сонуват за големи држави, а кои што действуваат на нашата територија, на тој начин ќе бидат демотивирани и нивното влијание значително ќе биде намалено, така што опасноста од нов воен конфликт во Македонија можеби не целосно, но драстично ќе се намали. Зборуваме за екстремисти. Пред прилогот за Првата светска војна погледнавме исто и за еден милитант на руска сепаратистичка група, се борел во Донбас и на уште неколку други жаришта. Во неколку наврати ја посетил Македонија и веќе почнал да прави некакви активности во земјава. Дали мислите дека постои опасност од ширење конкретно на неговото сепаратистичко движење кога е веќе дојден овде и нели на големо е веќе присутен на Балканот? Дали има опасност од ваквите луѓе да влегуваат во државата и од ваквите активности кои сепаратистичките движења ги преземаат во нашата земја? Јас немам никакви информации повеќе од она што беше објавено во медиумите.
ваквите ликови, како прво не треба да го подценуваме нивното знаење, нивното воено искуство, но сепак едно е искуството и знаењето, друго е да се направи нешто во држава како Македонија, бидејќи сепак е многу тешко действувањето на вакви групи во држава како нашата, бидејќи нема да најдат на погодно тло. Од друга страна го имаме Министерството за внатрешни работи со Управата за безбедност и контрразузнавање, кои што досега многу пати покажаа дека можат благовремено да се справат со вакви активности на одредени поединци или групи. Затоа не го сметам за сериозна опасност, но сепак треба да бидат следени сите активности кои што се поврзани со вакви екстремни ликови кои што може да влијат во нашата држава. Руската амбасада не се огласува, иако испративме неколку пати прашања како го оценувате нивниот однос, бидејќи дел од членовите на истата група во која членува и Родионов и биле апсени од руските власти како дел од сепаратистичко движење. Па јас не верувам дека воопшто е можно руската влада, а со тоа и руската амбасада во Скопје да е поврзана со вакви ликови и тие да стојат за активноста на вакви ликови во нашата држава, но тоа е само моето неверување. Реалноста секој пат може да биде различна. Верувам дека времето ќе покаже, но основата лежи во тоа што такви личности овде немат погодно тло. Кај која целна група тој ќе се обрати, кого ќе мобилизира. Еве сега да ги споменеме и Косово и Србија, кои се уште немаат. Кои ги праве конфликтите во Македонија досега? Значи опасноста кај нас е во екстремните албанци кои што за среќа во последниот период значително се намалуваат, нивниот број се намалува, од она што го имам како информации, делумно доверливи, делумно општи информации, ние можеме да го видиме трендот кај албанците, дека и тие сакат една модерна македонска држава, мнозинството албанци се излезени од тој сон за голема Албанија, за сепарација, одвојување од Македонија, сакаат да живеат модерен живот. Погледнете ги денешните модерни албанци како се однесуваат и дали ви личат на некои кои што би војувале со оружје за било каква идеологија, додека еден сосем мал дел се уште работат на таа куза. За разлика од нив, кај нас македонците, бидејќи се работи за русин кој што действа кај православното население, нема погодна подлога, затоа што не гледам причина што би направила групата која што тој би организирал во Македонија, против кого и на каков начин би се борела. Многу потешко е такво нешто да се направи во Македонија, особено ако се земе во предвид курсот на Македонија и курсот на македонските граѓани. Јас сметам дека безмалку сите македонски граѓани, односно огромно мнозинство, се за Европската унија, за НАТО. Јас од сите информации кои што ги имам, знам дека сите македонци сонуват, не сите они кои што сакаат да се иселат, да заминат во Западна Европа, во Австралија, во Америка, никој од нив не сака да замине во Русија. Европската унија и НАТО генерално ги уредуваат и односите помеѓу државите, меѓутоа дали заштитуваат од вакви сепаратистички, екстремистички движења, дали ги следат, дали може да се гарантира мирот во смисла на тоа дека нема да може повеќе да влезат во овој момент, екстремисти во земјите членки на НАТО. Бидејќи бев член на колегиумот на кабинетот на министерот за внатрешни работи една година, одговорно тврдам дека МВР, вакво какво што е денес, има капацитет без проблеми да се справи со вакви опасности. Благовремено ќе доаѓа до сите информации, благовремено може да ги спречат сите непријателски действувања, иако лично не очекувам такво нешто. Така, и за крај само уште да ја отвориме и темата со бранителите, бидејќи вие сте и познат како заштитник на правата на бранителите, како сега стои состојбата? Не само што сум познат за правата на бранителите, туку од пред неколку месеци и формално сум именуван како национален координатор на владата за војните и полициските ветерани и како национален координатор остварив неколку средби со премиерот на кои што начално договоривме одредени работи, но поради чувствителноста на моментот, кога во собрание ги имаме уставните измени поврзани со договорот со Грција, сега не е погоден термин да се реализират некои од работите кои што ги договаравме со премиерот. Постигнувањето, посмирувањето на состојбата во државата, ќе излеземе со одредени
барања за за дел од нив веќе имаме начелен договор со премиерот, за останатите верувам дека имајќи во предвид неговото позитивно расположение и не само неговото, и со министерот Оливер Спасовски во повеќе наврати имам зборувано околу правата на бранителите, ке него исто така постои расположение да се излезе во пресрет на некои од проблемите, реалните проблеми кои што ние како власт во државата можеме да и помогнеме, но и за одредени права кои што се издржани, бидејќи не треба да заборавиме дека од војниот конфликт поминаа 17 години и можам да кажам дека е доцна за системско решение, затоа што уште во 2008 година тогаш Сдруженијето Достоинство со собрани 30.000 потписи предложи закон во собранието кој што ВМРО ДПМН не го донесе, не го изгласа и денес е илузорно да очекуваме некаков нов закон, но одредени сегменти секако дека можат да се подобрат и верувам дека во следниот период тоа ќе биде реализирано. Да го заокружиме денешниот разговор, вие верувате дека ќе има мир и во Македонија и пошироко во светот, дека нема да се повтори светска војна? За светот не би кажал, но има други кои што за тоа се грижат. Во Македонија сметам дека ќе има мир, бидејќи Охридскиот договор покрај непријатностите кои што ги носи со себе, го гарантира мирот во Македонија и не само мирот, и овозможува на Македонија да стане една модерна, европска и побогата земја. Ви благодарам за денешното гостување во Централниот дневник на 1 ТВ. Се враќаме веднаш по кратката пауза. Преминуваме на последните настани во Законодавниот дом. Одобрен е и последниот амандман за промена на Уставот. Собраниската комисија за уставни прашања со 9 гласа за и 5 против го изгласа и четвртиот амандман кој се однесува на македонското малцинство во странство. Деталите ги слушаме од колешката Весна Велкова-Тодоровска. Во амандманот 4 кој има 5 точки пишува: Републиката го штити и гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината. Републиката се грижи за припадниците на македонците и македонскиот народ кои живеат во странство. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со овој амандман се заменува членот 49 од Уставот на Македонија. Според премиерот Заев, со решението на спорот меѓу Грција и Македонија се гради пријателство меѓу двете држави. Во наши раце сега е клучот за влез на Македонија во Европската унија и НАТО. Решаваме 25 годишен спор кој земјата ја влечеше надолу, рече Заев. Додаде дека со овој амандман се обврзуваат двете земји да не се мешаат во внатрешните работи на другата земја. Се предвидуваат обврските и правата, но интересите на државјаните кои живеат надвор. Се внесува обврска во Уставот за заштита и негување на македонскиот идентитет. Овој став, како што знаете, е на предлог на новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата и драго ми е што доаѓа вака надополнет, заради тоа што во последните неколку месеци тоа беше една од најотворените точки за дебата во Република Македонија. Во истиот член од Уставот кој што се предлага, останува грижа за сите македонци кои живеат надвор од државата, како и за сите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Врските со диаспората ќе се негуваат и унапредуваат. Внесувањето на дополнителната заштита на македонскиот идентитет не е на сметка на другите заедници. Во претходниот член 48 веќе има силни гаранции за идентитетот на заедниците. Опозицијската беса посочи дека во овој амандман потребно е вметнување на нова формулација со која треба да се гарантираат правата на албанците и како државјани на Македонија, но и како албанци. Диаспората не е само македонска, туку е и за другите етнички заедници. Значи имаме албанска диаспора во Швајцарија, во Германија, во САД и во другите држави. Значи ова за македонците имаме посебно загрижување и ние влегуваме во категоријата само државјани. Уставот на вистина потенцира и нормира дека државата води грижа за сите своји граѓани. Го почитува идентитетот на сите своји граѓани дома
и во странство. Според Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, во новата креирана историја ќе нема место за македонскиот јазик и нација. Рече дека знае дека е потребен компромис, но и дека Грција не го менува уставот. Ѓорчев посочи дека со новата влада на Грција за Македонија ќе има нови уцени. На почетокот на комисиската расправа, пратеникот на ВМРО ДПМН, Трајко Велјановски, посочи дека не е во ред во исто време да има толку многу активности во собранието, бидејќи пратениците не можат да стигнат секаде. Не можат пратениците да постигнат. По скалите не можат се спотепа да појдат за да присуствуваат. Ја вчера му дадов еден предлог на господин Талат Джафери и така че правите реконструкција на влада, доставете и предлог, има слободни сали, во една сала за реконструкција на влада, во друга сала за пратенички прашања, а може и буџетот да го донесете за 2019 година и така на брзина за 3-4 дена ќе ги завршиме сите работи. Собранието има 20.000 метри квадратни и има услови за такви предлози, нема таков проблем. Ако може да се организираме, дека за секоја комисија има председател, има членови и може да работи на независен начин. Предлог амандманите, освен на Уставната комисија, се разгледуваат и на Законодавно-правната комисија. Се усвојуваат со просто мнозинство или 61 глас. За третата и последна фаза, усвојувањето на амандманите на пленарна седница, потребно е двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласови. За амандманот на преамбулата на Уставот, освен двотретинско мнозинство, потребно е и бадентерово мнозинство. Предложениот ребаланс на буџетот доби зелено светло од комисијата и експресно беше ставен на пленарна седница. Пратениците го изгласаа со 53 гласови за и 13 против. Тридневната комисиска расправа промина со бројни обвинувања од страна на опозицијата. Да погледнеме дел од атмосферата. Дали тоа без утврдување на обемот на тие средства што ќе се трансферираат ќе му дозволува на општината, односно и на Советот да носи ребаланс на буџет над тие 10% од просекот нели од остварени приходи во изминатите 3 години и особено делот или во случај на промени кои се однесуваат за висината и видот на сопствени приходи на основи од буџет утврдени со закон. Кој одлучува за пробивање на фискалното правило од 10%? Советот или Министерство за финансии? Кога има промена на висината на приходите, а промени може да се случат. Продажба на атрактивно државно градежно земјиште ќе значи можност за пробивање на фискалното правило од 10%. И вашата позиција беше дека правилото како ќе функционира, дека не е тврдо. Сега, ако и вие сте свесни дека е ригорозно, тоа е прва работа која што е окей. Второ, да знаете дека оваа потврда за трансфер на средства и тоа е поголема ригорозност од досега. Зошто? Бидејќи досега општините можеа да, односно ги правеле буџети, така било многу години наназад, на база на тие велат, ние планираме дека ќе добиеме од некаде и толку. Сега не им велиме не да планирате, туку некој да ви даде потврда. Ништо не решаваме системски со ова, прва работа. Мислам дека владата на Република Македонија, ова се согласувам со господинот Цуклек, го прави како адхок решение поврзано со следниот закон кој што е за исплата на долгови, а тоа го правите не заради тоа што крајна цел ви било општините, туку како да ги пласирате средствата од буџетот кои што ви се вишок, не знаете да ги потрошите. Демонстранти предводени од Јанко Бачев синоќа отидоа пред домовите на исклучените пратеници од ВМРО ДПМН, Љубен Арнаудов и Сашо Василевски, за да им предадат писма во кои ги убедуваат да не гласаат за уставните амандмани. Бачев влезе во вербална кавга со Василевски и му се обрати со погрдни зборови. Пратеникот пак одговори дека со чиста совест го притиснал зеленото копче и порача дека лажниот патриотизам кој не мачал 30 години мора да го оставиме зад врата. Пред домот на Арнаудов помалку тензично, но со исто засилено присуство на полицијата. МВР најави кривични пријави против Бачев и Филип Петровски за навредите кои ги упатија кон пратеникот. Ело пред новинари ве кажи, јадиш кривична пријава. Дали некој ми правил притисок или ме подкупил? А јас ако ме земел дневница ќе видам кој ме подкупил.
Ке се видиме. 15 години се борам во Македонија. Ти јадеш народни пари како пратер. Како е да срамам? Многу брзо ке се добре. Како е да срамам? Само вејго другото знае. Како е? Вејго ти и тамници према исток. Вејго до Тамо ти е 50 патот само. према исток. А Македонија ќе биде членка на Европска унија. Белиот дворец на опозицијската ВМРО ДПМН 2 вечери остана со запалени светла. По извршениот следеше и Централен комитет, но партијата помеѓу бројните соопштенија и пресконференции не најде простор да ја извести јавноста што точно било утврдено на нив. Освен состојбата со поранешниот лидер Никола Груевски и предстојниот настап на Конгресот на десните партии, очигледно се разговарало и за избори кои треба да се одржат на пролет. Актуелниот лидер Мицковски денеска од Битола рече дека неговата партија е подготвена дури и за предвремени парламентарни избори. Од владеачката СДСМ возвратија дека опозицијската партија и низиниот лидер немаат никаква програма, ниту пак понуда за граѓаните, бидејќи се стремат кон минатото, а не кон иднината. ВМРО ДПМН се подготвува за следниот претседателски изборен циклус кој што ќе се одржи оваа пролет. Се разбира доколку нормално парламентарното мнозинство одлучи, ВМРО ДПМН е секогаш подготвено и на предвремени, но и на редовни парламентарни избори. Единствената политика на антизападниот Христијан Мицковски е одбрана на криминалот на неговиот ментор и носител на криминалот, Никола Груевски. Се што прават Мицковски и антизападното раководство на ВМРО ДПМН е во насока на амнестија на Груевски и блокирање на еднината на земјата во ЕУ и НАТО. Враќање назад во темното минато, изолацијата и одбрана на криминалот што ги нуди Мицковски не се избор на граѓаните. Српска листа понуди да ја урне владата на Косово, во која учествува и самата. Дали се распаѓа владата на Тереза Меј? Најмалку 25 загинати во пожарите во Калифорнија. Вестите од регионот и светот по избор на дескот на 1 ТВ. Српска листа и понуди на косовската опозиција да ја собори владата на Харадина и во која учествува и самата, гневна поради новите даноци на српскиот увоз. Партијата која добива директни упатства од Белград порача дека ќе действува како опозиција и ќе повика на протести ако не се намалат царините. Од опозицијската самоопределување и порачаа на српска листа дека не би уривале албанска влада со помош на Срби и дека тоа не е во интерес на Косово. Со српските пратеници, албанските партии би имале мнозинство за недоверба на владата и предвремени избори. Четворица британски министри кои поддржуваат Британија да остане во Европската унија се на граница да ја напуштат владата на премиерката Меј поради Брекзит, пишува Sunday Times. Унијата го одби планот на Меј за независен механизам на привремен договор за царини, а конзервативните приврзаници на Брекзит инсистираат Британија да го задржи надзорот. Сепак, како што пишува вестникот, Унијата ќе инсистира на тоа сите одлуки да ги надгледува Европскиот суд на правдата. Партијата на францускиот претседател Макрон најави дека за изборите за нов состав на Европскиот парламент ќе соработува со либерал-демократите. Алде се четврта сила во парламентот, но се дистанцира од процесот за избор на кандидат кој ќе води изборната листа и кој, ако донесе победа, треба да стане претседател на Европската комисија. Алде ќе назначи кандидати од источна и од западна Европа за да ги здружи либералните и реформистичките сили на континентот. Партијата на Макрон е центристичко движење на левичари и десничари. Не е застапена во Европскиот парламент и не членува во ниедна европска политичка група, иако либералите одамна се обидуваат да ја привлечат во своите редови. Црниот биланс на загинати во пожарите во Калифорнија се искачи на 25. Уште 14 тела беа најдени близу до изгорениот град Перадайс на северот од државата, а уште 20 загинаа во близина на Малибу, каде што пожарот сега е двојно поголем од завчера. Околу 250.000 луѓе беа принудени да се евакуираат. Јавноста му е гневна на претседателот Трамп затоа што за пожарите ја обвини службата за менаџирање на шумите. Метеоролозите предупредуваат дека сувото време со жешки така наречени ѓаволски ветрови ќе продолжи и во наредните денови. Гигантот на интернет трговијата Alibaba собори уште еден рекорд за време на најголемиот ден за шопинг во годината, денот на самците. Кинеската компанија продаде стоки во вредност од $1 милиарда за само 85 секунди, а за првиот час нешто помалку од 10 милиарди. Од 2009 Alibaba нуди огромни попусти за својот неофицијален ден на самците 11 ноември, кој го измисли како антипод на денот на влюбените во западните земји. Се очекува купувачката треска да ја донесе на компанијата 32 милиарди годинава. За крај проследете и временската прогноза на Славчо Поповски.
И во текот на следните денови под влијание на висок воздушен притисок, односно антициклон кој опфаќа поголем дел од европскиот континент, времето во државава ќе биде стабилно, суво и надпросечно топло преку денот, додека наутро ќе биде студено и со појава на магла по одделни котлини. Ќе имаме сончево време со мала до умерена локална облачност, а ќе продолжи и релативно тивкото време. Минималните температури на воздухот ќе се спуштаат во интервалот од -3 до 5 степени, додека максималните дневни ќе се скачуваат во интервалот од 15 до 21 степен. Пад на температурите на воздухот се очекува во четврток. Со прогноза за времето го завршуваме денешното централно информативно издание. До крајот на денот има уште едни вести. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте, останете со нашата програма. Довидување.